Наши пријатели, ова уште едно издание од вашата омилена емисија. Како што и сами чувствувате, времето станува се потопло, деновите се подолги. Токму затоа ви препорачувам вашата попладневна дремка да ја замените со прошетка со вашиот миленик. Но пред да излезете на прошетка, погледајте што интересно ви подготвивме ние за денес. Денес ќе разговараме за италијанска раса на куче. Според мене ова е една од побавите раси на кучиња. Тоа е расата Cane Corso. А нешто повеќе за неја ќе ни каже Ели. Здраво, Ели. Здраво, добро дојдовте. Добро те најдовме. Дали можеш да ни кажеш од кога започна твојата љубов спрема милениците? Дали се сеќаваш на твоето прво милениче? Да, мојата љубов спрема милениците започна многу одамна, пред 18 години. Тогаш имав обично кученце, домено. Тоа траеше кратко, година-две, после тоа земавме роцалер, кој што живееше женка, живееше 9 години и сега више сум 7 години непрекинато со Cane Corso. Или, кажи ни зашто се одлучи да земеш токму оваа раса на куче? Ајде еден мал краток опис. Така, сега ја напрво имам две кучиња, моментално сум само со мажика, женката е постара, таа е стара 7 години, речиси. Од тоа започна мојата љубов кон Cane Corso. Ја ги гледав, првата љубов беше контактот на интернет, но ги забележав, ми се свиѓаа естетски и решив да ги земам. Знаеш што ме интересира? Покрај тоа што делува моќно ова куче, дали е добар чувар во домот? Да, премногу добар чувар, тоа значи неговото име, односно Corso, значи чувар, или Cane куче, Cane Corso или чувар куче. Прекрасен чувар во домот, грижлив за семејството. Не може едноставно ништо да му избега од видик. Дали пред да го земеш ова куче, дали разгледуваше за неговите карактеристики? Да, гледав за неговите карактеристики, за неговата историја, за карактерот и сватив дека тоа е идеалното куче за мене, за во дом, за семејство, прекрасно куче. Во несврзан разговор за камерите ни кажа дека имаш одгледувачница. Кажи ни нешто повеќе за неа. Да, имаме формирана одгледувачница која што се некога Cane Corso del Cuore Grande или Corso del Cuore Grande. Меѓутоа во моментот ми е остапена на луѓе кои што имаат кученце земано од мојата женка и во моментот јас не можам да работам со кучињата, не можам да изложам поради моите работни обврски. Затоа за години назад ми остапив нив се доека моментот кога јас ќе се ослободам и повторно ќе влезам во кинолошките води како што настапував пред година-две. Ели, што мислиш? Бидејќи овие кучиња се големи, дали лесно се приспособуваат за во помал простор, да речеме во стан? Дали ги препорачуваш ти? Апсолутно би ја препорачала, бидејќи мојата женка 5,5 години живееше во стан, се доека јас не се преселив и не си ги земав со мене. А до тогаш и двајцата, мажикот и женката, живееја во стан, на 8 спрат, во зграда, спиеја на кревет со мене, на перница и се едноставно лесни за одржување поради нивното кратко бак. Значи, иако се големи, сепак нема никаков проблем. Иако се големи, не ни смета големината, доволна е љубовта и нема никаков проблем, не прават апсолутно се за чувари и за во стан и за во двор. Ели, ти како гледувач на оваа раса Cane Corso, што би можела да ни кажеш околу карактеристиките? Може, значи неговите карактеристики се, според мене, карактеристики што секој гледувач би ги посакал. Најпрво се многу приврзани за домот и за семејството, едноставно ништо не може да им избега во однос на чувствата, премногу се чувствителни, премногу се приврзани, премногу се нежни, за љубов, за внимание, за галење. Знаете да се налутат доколку не им се обрне доволно внимание, ако не ги погалиш, ако не особено мажикот кој што не дава да ја погалиме женката. Значи знаат толку многу, ти се навикна дека кога го земавме само него го галяхме и сега таа не можеме да ја погалиме од него. Устање наглава да ни се качи само за него да се гали. Значи премногу добар, премногу чувар, премногу мил, премногу нежен, со премногу љубов. Ајде кажи нешто повеќе околу историјата за оваа раса на кучиња. Од каде потекнува, како е настаната? Матична земја ми е Италија, затоа се вика италијански мастив. Потекнува уште многу одамна, меѓутоа во еден период од годината доаѓаат до истрпување, односно само 10 примероци. И тука доаѓаат италијанците кои што започнуваат да ги размножуваат тие примероци и од тоа почнува, да речеме наводници, модата на Cane Corso, односно голема експанзија, особено во последните години. Во кои бои може да се сретне оваа раса на кучиња? Може да се најде во тиграва, црна,
жолта, ферментино и сиво. Ви имам гледано на многу изложби, што знам дека настапувате, но дали може да ми кажете кои се вашите најголеми успеси? Имаме настапувано на повеќе изложби и како што реков, до пред година и пол сум надпреварувала со овој мажак, претходно си имам надпреварувала со женката. Женката има млад шампион на Македонија, млад шампион на Бугарија. Мажакот моментално е беше моментално млад шампион на Македонија. Два пати е најубава млада куче на изложбата, има бог, цаци, се има освоено и после тоа моите работни обврски ме прикинаа во изложбите понатаму да продолжи. Пред да го сниме овој прилог, ни кажа дека основачот на ова раса ти го пофали твоето куче. Кажи нешто повеќе за тоа. Да, пред 2 години на изложба, ако не се лажам 2 години, во Гевгелија беше еден од основачите или ценетиот стручњак за Кана Корсо, кој се нарекува Даниел Ѓорѓев. Кога дојде, едноставно се зајави во нашиот примерок, заради тоа што неговите пропорции, тоест неговите димензии се премногу складни, што и се оцени кој оваа раса. Овие кучиња имаат кратко крзно, но сепак ме интересира колку е тешко држување на негата и хигиената на влакното. Апсолутно не е тешко да се одржува хигиената, заради тоа што имаат кратко влакно, се бањаат со кучешки шампони, се бричат лесно и така. Или, колку време имаш ти за прошетки на твоите кучиња или некој ти помага околу тоа? Па ми помага сопругот, меѓутоа главната одговорност си имам јас. Обично секој ден час до час и половина се шетаме, одиме на ридот, се раниме, се пуштаме во дворот, се играме и така. Саат и пол дневно обавезно прошетка, заради тоа што се големи раци кои што бараат да се истрачаат многу повеќе. Кажи ми нешто повеќе околу исхраната. Дали ги храниш само со сув дехидрат или наоѓаш време да му сготвиш некогаш по нешто? Значи, наоѓам обавезно време да му сготвам и ги хранам и со сув дехидрат, затоа што јас не сум придружник на теоријата дека може да јаде само суво, исто како што ја не би јадела само една лична храна, иако верувам и сум сигурна дека кучешките храни се добро избалансирани за нив, меѓутоа јас ја комбинирам. Еден оброк има суво, еден оброк има сготвено. Претпоставувам дека имаш многу интересни случаи со твоите пријатели. Дали можеш да ни издвоиш некоја? Би можела дека секогаш кога доаѓаме овде во овој парк, мојата женка редовно се крие низ грмушките и ако ја нема таа, сигурно побаре таа во некоја грмушка, она е редовно скриена и тогаш само ушите испаѓаат и е навистина смешно кога ќе видиш дека само некои уши ротираат од сред грмушка, а нема апсолутно маскирано. Или, дали покрај твоите кучиња имаш и некои други миленици во твојот дом? Имаме, значи во нашиот дом секогаш имало животинчиња и ќе има миленици. Сум имала хрчак, желки водни, моментално имам голем аквариум од 2 метра, имам тигрица, ги имам овие кученца, на комшиите мачките им ги раниме и така. Значи баш е разиграно вашиот дом. Секогаш е весело со миленичиња. Ние во најавата не кажавме дека снимаме во Велес, но баш ме интересира колку е застапена кинологијата во овој град. Кинологијата во овој град од пред неколку години е добро застапена со тоа што има изложба која што се одржува еднаш годишно. Се повеќе и повеќе низ градот гледам луѓе што чуваат расни или обични миленичиња и навистина е тоа за поздрав. Или, и тука е крајот на овој прилог. Дали може да им кажеш еден апел на нашите гледачи? Може, значи секако најпрво би попрачала кога би се двумеле за миленици да изберат токму оваа раса, да видат колку е прекрасна. Ако више неќе да изберат расна куче, нека вдомат, нека не ги остават на улица и во никој случај луѓето да не се ги напуштаат своите миленичиња, кога ќе им помине кејфот од 5 минути, да ги слободат на улица. За тоа сум апсолутно против. Ти благодариме за гостувањето во емисијата Пријатели, се надеваме на некое доскорешно видување. Благодарам. What is he going to do? Hello. Good evening. How are you? Good, thank you. Good, good. Right, tell us a bit about yourself. My name is Marc Métral. I come from Paris. Bonjour. So what are you going to do for us today? I have a special guest for you. Okay. Can I invite? Sure. Yeah. Just for you, Miss Wendy. Come on. Down here. Sit down. Okay, you can't fall down. Don't worry. That dog is cute. Isn't she lovely? Hello, I am Marc Métral. I am 61 and I come from Paris. How are you feeling about today? Well, you know, when you work with a live dog, it's always, Anything can happen. yeah, fragile. I grew up in a little village in France and my parents was peach farmers. It was a hard life. If you like peach, I can bring you a good one.
So what Yeah. kind of dog is Wendy? It's a Rottweiler. I have this dog since she has 2 months. Without her, I will be nothing. You think about your audition? Everything gonna be all right, no? Viviane, my wife, she told me you are crazy to make Britain Got Talent. But to play in front of royal family, for me, it's like a dream. I'm always dreaming, even at my age. Whenever you're ready. Hey, you can say good evening. You speak English? It's my night. Come on, hey, say something. No. What, why not? It's fantastic, come on. Sprechen Sie Deutsch? Yes. Oh my God. No, listen. English? Si. Spanish? Oui. Français? Okay. Hey, Wendy, listen to me. You think I am stupid? Yes. This is brilliant! I want one! So, well, you don't want to speak anymore? No. Okay. And now? Oh, yes, I want. You know how to sing? No. What? Yes. Good. Okay. Well, we'll listen to you. Meow. It's bow wow, eh? You understand? Meow. Music, please. We're gonna sing something for you, all right? Okay, don't look at me. Look at the audience like that. Feelings, come on. Feelings. Nothing more, Nothing more. more. Trying to forget. All together, okay? No. Please, come on. It's Britain Got Talent, okay? All together. Feelings. Ay, ay. Feelings. Oh my God. Some people wait a lifetime for a moment like this. Some people search I want him. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трапезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари.
Епа на здравје кафе со Елит кафе. Ви треба ли храна за вашето милениче? Униагро ви нуди балансирана храна со врвен квалитет по најниски цени од брендовите Маестро, Краки, Гуру, Мега. Најдобрата храна за вашите миленици од Униагро. Тука е крајот на денешната емисија. Како што и претпоставувате, се наближува и крајот на оваа сезона на емисијата Пријатели. Токму затоа ве препорачуваме да не следите наредниот викенд. Чао, чао!